Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта од Кавадарци. Еве не денеска повторно заедно ја започнуваме нашата утринска програма Добро утро. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Денеска е понеделник 13. февруари 2023 година. Иако е 13. тоа е добра бројка, добар ден, така да не се плашиме од самиот број, зашто има луѓе суеверни и кога ќе се спомне бројот 13, па ако дојде и петок, тогаш навистина некој се во страв. Меѓутоа, еве денеска Господ ни подарува уште еден ден во нашиот живот, 13. февруари, понеделник 2023 година. На почетокот, почитувани гледачи, да ги проследиме нашите сервисни информации. Времето малку се поправува, како што веќе приметувате. Денеска имаме повисоки температури, оние утринските, кои се движи од -4 во крајно западните делови на нашата земја, па до -10 во источниот дел во Беровскиот регион. Во Кавадарци 8 на -2 утрово, моментално е -7, но ќе се искачи температурата до +9. Најтопло секако е во Гевгирискиот регион, +4 до 12 денеска. Во Битолскиот регион од -2 до 6, Охрид -3 до 6, Скопскиот регион од -2 до 8, нешто слично како и во Тиквишијата, и во Команово ќе биде сончево, но доста свежо утрово, -7 до 6 плюс во текот на денот. Значи, наутро умерено до значително облачно, особено во западните делови, уште од предпладне облачноста ќе се намалува и ќе превладува сончево време со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Во Скопје наутро со умерена облачност, во текот на денот сончево, ќе дува слаб до умерен северозападен ветер. Така да, еве, полека овие ниски температури кои беа во минатите денови веќе се зад нас. Времето и утре ќе биде слично како и денеска, но утринските ќе се покача, така да ете ќе имаме релативно подносливи утрински температури, а во текот на денот ќе биде, значи, сончево до +12. Така ќе биде и во следните 3 денови, температурата ќе оди нагоре, посебно дневната ќе имаме од 7 до 14, а таму некаде до петок ќе се искачи од 11 до 17 степени, што покажува дека полека се ближиме кон пролета, иако има скоро повеќе од месец дена до почетокот на пролета. Како и да е, искористите ги деновите кои се пред вас, иако утрово во Кавадарци 8 што се однесува до воздухот многу загаден. Црвено покажува, верам дека имате и вие такви мерни станици во вашите градови. Инсталирајте на вашите мобилни телефони таква апликација и ќе може да го пратите времето, односно каков е воздухот, дали е чист, дали е загаден. Еве во Кавадарци покажува многу загаден, значи со црвени бројки е запишено. Така да, зимно е времето, луѓето ложат и затоа и други фактори придонесуваат да воздухот биде загаден. Да видиме што ни јавуваат од Автомотосојузот на Македонија, кога е во прашање патиштата, проодноста, сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по претежно суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања.
Сепак Автомотосојузот на Македонија препорачува внимателно возење, прилагодување на брзината, на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно правување со возилата, особено на патните правци кои поминуваат низ речните котлини и клисури. Што се однесува до продноста на границите, веќе реков дека нема подолги задржувања. Еве, моментално ја гледам границата на Богородица, Македонија со Грција, преминот, значи кај Гевгелија, нема воопшто автомобили, сончево е, слично е и на Табановце, има неколку автомобили кои чекаат за влез во нашата земја, на тоа е незначително, значи нема скоро никакви задржувања, така и на граничниот премин Блаце кон соседно Косово, има десетина автомобили кои чекаат за излез од нашата земја. На Меджитле вообичаено таму е празно, воопшто нема никакви автомобили и еве ќе отидеме со соседна Албанија, Кјафасан, и таму нема воопшто гужва. Така да ако планирате да ја напуштите нашата земја, приватно или службено, може тоа да го сторите без проблеми. Што се однесува до рубриката на денешен ден, почитувани гледачи, денеска рековме 13 февруари, да видиме што историјата забележала. Во 1668 година на денешен ден Шпанија и формално ја признала независноста на Португалија. Меѓу 1580 и 1640 година Португалија била под власта на шпанската круна. 1633 година на денешен ден римокатоличката инквизиција во Рим го апсила италијанскиот астроном Галилео Галилеј, зашто тој ја докажал предноста на Коперниковиот хелицентричен систем над Птоломејскиот геоцентричен систем. Судот на инквизицијата со закана за смрт го принудила тоа учење да го прогласи за заблуда. Знаете она изрека што ја кажал Галилео Галилеј пред својата смрт, сепак се врти. Тој, значи, тоа го пронашол и пред својата смрт сепак она што го пронашол не го побил. 1787 година во Милано умрел Руѓер Бошковиќ, физичар, математичар, астроном, филозоф и дипломат. Се школувал во Дубровник, а потоа во римскиот језуитски колегиум. Од 1736 година се нижат неговите дисертации од математика, геофизика, механика, оптика, астрономија и геодезија. Навистина умен човек, паметен човек и многу придонел за општеството. Добро, одиме понатаму. Ги има многу настани кои се случиле на денешен ден во текот на историјата. 1947 година во Скопје било основано Друштвото на писателите на Македонија. Основачите биле Блаже Коневски, прв председател, Димитар Митрев, Славко Јаневски, Ацо Шопов, Владо Малевски, Ристо Карле, Васил Илјовски и Иван Точко. Сите тие се писатели, познати општествени луѓе во Македонија и како деца сме ги читале нивните книги, односно она што тие го запишале, а сме го имале како лектири. Добро, 1974 година рускиот писател Александар Сложеницин, добитник на Нобеловата награда за литература, на кого му било одземено светското државјанство, бил протеран од земјата. Ете, и такви имало ситуации во минатото. 1975 година кипарските турци во северниот дел на островот, кој 7 месеци претходно ја го окупирала Турција, прогласиле федерална држава, дополнително влошувајќи ја напнатата ситуација на овој медитерански остров. Формирано било турското уставно творно собрание, за кое за прв пат председател бил избран водачот на кипарските турци Рауф Денкташ. Нажалост, политиката се меша на секаде. Овие денови знаеме дека се случи катастрофален земјотрес во Турција и Кипар, оној другиот дел, значи кој е независен, не оној првиот што е под турско владење, понудиле помош на Турција, значи во храна, во лекови и во се оно што е потребно денеска, што се испраќа од цел свет. На жалост, владата на Турција ја одбила таа помош. Значи,
Политиката, нажалост, овде доминирала. 1983 година во италијанскиот град Торино во пожар во кино загинале 64 луѓе. Тоа се случило, значи, на денешен ден. Во 1990 година Советскиот сојуз, Велика Британија, Франција, САД и двете германски држави го објавиле планот за обединување на Германија. Знаеме, до тогаш Германија беше поделена на источен и на западен блок. Јас имав прилика да го посетам Берлин и да го видам тој Берлински зид, кој сега е срушен, но после од неколку метри оставено како атракција за туристите, и навистина тоа било чудно. Среде улицата, среде центарот на градот, постоел зид и со години, со децени бил поделен тој град на источен и на западен дел. Но сега тоа е обединето, но се уште се чувствува заостанетество, бидејќи тој град е заостанат во смисол источниот дел, кај што до тогаш управувала Русија, а оној западниот дел е многу по-богат и напреден. Но полека се случуваат тие промени и во источниот и во западниот дел на Германија, односно на Берлин. Бидејќи самиот Берлин бил поделен на два дела. Ево уште една информација. 2012 година Обединетите нации го врачиле на добитничката на Нобеловата награда за мир од Мајнар Аун Сан Су Чи. 10 години старото признание Мандан Чит Синг за промоција на толеранција и ненасилство, кој Чи и било доделено во 2002 година. Значи, цели 10 години се чекало да и се врачи ова награда на ова личност. Ете, почитувани гледачи, тоа беа првите сервис информации за ова наша емисија за почеток. Одиме сега со песна, потоа ќе се вратиме да ги проследиме и останатите наши рубрики. Еве само да спомнам што ќе имаме, значи ќе имаме вести, интересни вести и ово утро од Јужна Кореја, потоа ќе имаме кратка порака од книгата Копнежот на вековите и ќе ги следите останатите содржини што ги приготвиме за вас ова утро. Одиме сега со песна.
Следува рубриката Капки на мудроста и читање делови од Светото писмо. Еве неколку капки на мудроста што ги приготвив за утро, почитувани гледачи. Вистинскиот пријател ја гледа твојата тага, додека сите останати и веруваат на твојата лажна насмевка. Онаму каде што гордоста се вселува, љубовта ги пакува куферите. Подобро е да сгрешиш во оригиналноста, отколку да успееш во имитирањето. Убавата жена е добра 3 месеци, а добрата жена е убава цел живот. Само раката на пријателот го вади трнот од срцето. Еве некој тоа го запишал. Не ми е жал што ги крадат моите идеи, туку ми е жал што немаат своји. Не моли го Бога да ти го олесни товарот, туку моли го Бога да ти ги зацврсти плешките. Веселото срце го разведрува лицето, а болката во срцето, тешкотијата е за духот. И еве уште една мисла, брчките се патеписи на животот. Еве тоа беа овие капки на мудроста, што некој очигледно ги доживел, се запишани и еве ние може да се поучиме од нив. Наред е сега да го прочитаме 42-иот псалом, почитувани гледачи. Ако имате Свето писмо, може да читате заедно со мене или после да го прочитате. Јас имам овој интересен превод, значи посебна книга издвоени од псалмите Давидови. Еве што запишал Давид. Како што срната копнее по изворски води или по изворска вода, така копнее по тебе, Боже, мојата душа. Ми жедне душата за Бога, за живиот Бог, која ќе можам да појдам и со Бога да се сретнам. И дење и ноќе солзите ми се храна, додека секојдневно ми говорат каде ти е твојот Бог. Душата си ја излевам кога се сеќавам како со мноштвото одев и свечената поворка кон Божјиот дом ја предводев, со извици на радост и славење среде празничното собрание. Зошто си потиштена, еј, душо моја, зошто си растреперена во мојата утроба? Имај доверба во Бога, зашто јас допрва ќе го славам, мојот Спасител и мојот Бог. Боже мој, душата ми е потиштена, и затоа на Тебе се присетувам, од земјата Јордан, од висините на Хермон, од планината Мизар. Бездна се довикува со бездна, бучавата на Твоите водопади одекнува, сите Твои бранови бури ме преплавија. Господ ми ја испраќа својата љубов дење, а неговата песна е со мене ноќе, молитва кон Богот на мојот живот. Му се обраќам на Бога, мојата закрила, зошто ме заборави, зошто морам да сновам во таги, притиснат од моите душмани. Како бодеш во коските ми се подбивањата на непријателите,
koji se kodnevno mi velat, kade ti je tvoj Bog? Zašto si potištena, ej dušo moja, zašto si rastreperena vo mojeta utroba, imaj doverba vo Boga. Zašto jas dopravak je go slavam, moj spasitelj i moj Bog. Evo, ova je tažička ispovest, počtovani gledači, na Davida, koji je bil progonet od svojeg sin, go napuštil svojeto carstvo i moral tamo da se povleče vo planina su svojeta družina, koji imali nekad okolo 600 duši, koji go pratile Davida na site njegovi patuvanja. Međutim, ovdje toj je iskažava svojeta žalost kon Gospoda, no sepak toj veli deka svojeta nadež i svojeta potištenost ja potpira na Gospoda i zato veli imaj doverba vo Boga, zašto ja dopravak je go slava moj spasitelj i moj Bog. Navistina David je mnogo interesna ličnost, to je narečeni Božji prijatelj, zašto navistina pominjali iz mnogo premrežja, bil jedan od najdobrite carevi vo Izrael, to je go prigotil za izgradba i hramot, svekako to je nego gradil, nego je sin Solomon go izgradil, međutim to je prigotovan materijal i sve ono što je bilo potrebno, no David ostavio dlabok belek u istorijata na izraelski narod. I zato kako što srnata kopne po izvorska voda, taka kopne po tebe, Bože moj, dušata moja. Na drugom mjestu je li podobro da se bide jedan den pod krovot hramot, otkoliko desetici denovi nadrod hramot. To ja znajal, ta blizina, što znači da se bide sa Gospoda vo njegovi od hram, vo njegovata crkva. No sepak, to se hrabri. Zašto si potištena, dušo moja? Zašto si rastreperena vo mojeta utroba? Imaj doverba vo Boga. Zašto ja dopravak je go slava. Može bi i ti si razočaran, dragi prijatelje. Može bi si pominal i svoj premreže od tekot naminatite denovi. Može bi denes utrovo ne je se vo red, može bi vo tvoj život. Da, život od nova zemlja nosi dobri i loši rabot. Međutim, da ime doverba vo Boga. Bog ni vjetel, njegova zaštita i njegova sila da može da gi prebrodime svi te premreže, svi ti iskušenja na koji ne iduvame. Da li to bolest, da li to financije, da li je bez rabota, nekoj bolen u semejstvu, to bilo što da je. Sepak da ne izgubime našata doverba i nadež vo Gospoda. Zato David veli, mu se obraćam na Boga, mojata zakrila. Kako bodeš vo koskete mi se podbivat neprijateljite, koji se kojdnevno mi velat, kade ti je tvoj Bog. No sepak, toj ne izgubil nadešta vo Boga i ostanel veren do kraja na njegovi od život. To beše 42. psalom koji go spodelivme zajedno, počtovani gledači. Ode mi сега повторно со песна. Ti me primi u zagrljaj svoj i povedi svojom stazom mira. Čista srca k tebi ja ću doć, Bože moj, Bože moj. S tvojom rukom na ramenu svom, teška mora ja ću lakše prijeći. Mojoj duši podaj blagoslov, Bože moj, Bože moj. Mojoj duši podaj blagoslov, Bože moj, Bože moj. Moje suze vidiš samo ti, tu si sa mnom kad napuste me svi. Svjetlost moja, utjeha kroz noć, ti ne ostavljaj me, Bože moj. Moje suze vidi samo ti, tu si sa mnom kad napuste me svi. Svjetlost moja, utjeha kroz noć, ti ne ostavljaj me, Bože moj.
mir će naći svoj. Bože moj, Bože moj. Moja duša mir će naći svoj. Bože moj, Bože moj. Moje suze vidiš samo ti. Tu si sa mnom kad napuste me svi. Svjetlost moja, utjeha kroz noć. Ti ne ostavljaj me, Bože moj. Moje suze vidi samo ti. Tu si sa mnom kad napuste me svi. Svjetlost moja, utjeha kroz noć. Ti ne ostavljaj me, Bože moj, Bože moj. S tvojom rukom na ramenu svom, teška mora, ja ću lakše prijeći. Mojoj duši podaj blagoslov, Bože moj, Bože moj. Mojoj duši podaj blagoslov, Bože moj, Bože moj, Bože moj. Продолжуваме со нашата програма. Почнемо гледачи, верувам дека ова песна ви се допадна. Мене лично многу ми се допаѓа ова песна, често пати ја слушам, зашто дава одговор на многу наши прашања. Токму зборувавме и го читавме 42 псалом, кај што Давид ја излива својата душа, своите проблеми пред Господа. Мислам дека Господ постојано ги слуша нашите молитви и кога ни е најтешко, кога сме длабоко можеби доле во бездната, во својата духовна бездна паднати и мислиме дека никој не води сметка за нас, но еве Бог води сметка постојано за нас. И затоа нашите очи и нашите мисли нека бидат постојано насочени кон Господа и нека ова песна слушајте ја повеќе, може да најдете на мојот канал, на YouTube каналот, така да кога сте во проблем, кога имате потешкоти, послушајте всушност ова една врста молитва. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата програма. Имаме гледачи од Колешино, од Струмица, од Кавадрици, секако имаме најмногу од другите делови на Македонија. Имаме од Србија, од Црна Гора, од Босна, од Хрватска, Словенија имаме, од другите држави на запад секако, па не следат и во Австралија и во Америка, и имаме гледачи од Бразил, а и сите вас кои после ќе следите емисијата како снимен материјал, бидејќи ова емисија се снима и се поставува на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта, каде може да ги најдете и останатите наши емисии кои досега сме ги имитувале. Следува рубриката Вести од светот и денеска ќе имаме интересни вести, почитувани гледачи од Јужна Кореја. Значи и денешните вести ни доаѓаат од Јужна Кореја. Еве само пред да ги пренесам вестите, една информација. Јужна Кореја некогаш била богата со сибирски тигри. Меѓутоа, како што растело населението во земјата, тигрите ги ловеле речиси до истребување. Денес тие може да се најдат само во Северна Кореја. Знаеме дека постои и Јужна и Северна Кореја. Северна Кореја е се уште комунистички систем и железна дисциплина би рекле владе во таа земја. Меѓутоа еве што се случило во Јужна Кореја кога настапиле тие демократски процеси и луѓето почнале да ги ловат овие тигри и скоро да ги нема. Знаеме дека и во Македонија има заштитени животни како што е мечката, волците и други животни кои се ретки, државата ги заштитила, иако знаат тие животни да направат големи штети на сточарите, посебно на овчарите. Но ајде да се вратиме на денешните вести, на денешните информации кои ни доаѓаат од Јужна Кореја. Ки ги раскаже девојката по име Јанг Со Хи, 19 години, насловот е Сос мисионство. Како тинеџерка сонував да станам мисионерка.
но на кој начин се прашувала Јанг. Мојот татко умре кога бев мала, а мојата мајка беше единствената христијанка која ја познавав. Моите роднини беа шамани, односно луѓе кои ги славија нашите предци во мојот роден град во Јужна Кореја. Еден ден мајка ми рече дека има радосни вести. Познавам еден професор кој испраќа мисионери во други држави, тој би сакал да разговара со тебе околу твојата желба, ми рече мајка ми. Бев многу возбудена. Договорив состанок со професорот. Пешачејќи кон местото за состанок неколку дена подоцна, поминав покрај група тинеџери кои носија мајци на кои пишуваше СОС. Ме повикаа на евангелски состаноци кои беа наменети за младите во блиската адвентистичка црква и со драга волја отидов со нив во нивната убава дрвена црква. Кога пасторот дозна дека сум христијанка, ме праша дали сум запознаена со денот на одморот, со саботата. Јас ја празнував неделата. Пасторот ми објасни за саботата како 7 ден од седмицата. Додека зборуваше, моето срце почна да гори. Во тој момент ми задзвони телефонот. Тоа беше професорот кој ме чекаше. Ситуацијата беше многу чудна. Толку сакав да разговарам со него, но зборовите на пасторот делува уште посилно на мене. Ја одложив нашата средба за следниот ден. Таа вечер дознав за саботата, за христијанството, за второто Христово доаѓање, за судот, Божето спасение, за големата борба помеѓу доброто и злото. Моето срце беше исполнето со радост. Следниот ден повторно дојдов во убавата дрвена црква да запознам уште некоја вистина од Библијата. Додека бев тука, ме повика професорот. Му реков дека сум зафатена бидејќи ја проучувам Библијата во христијанската адвентистичка црква. Тој налутено ми рече дека вистинските христијани не ги следат истите доктрини како адвентистите и ми го објасни неговото верување. Пасторот кој седеше покрај мене ја слушна нашата конверзација. Ми рече дека доктрините на професорот звучеле како они кои ги проучува група христијани кои своите учења ги базира на дејствувањето на Светиот Дух. По разговорот проверивме и констатиравме дека ваквите учења ги презентира Пентакосталната црква. Мојата мајка припаѓаше на ова групација. Бев тажна и збуната бидејќи мајка ми се обидуваше да ме измами и да се придружам кон нејзината група. Ја молев да ја проучува Библијата со пасторот на адвентистичката црква, но таа налутено одби. Не бев сигурна што треба да правам јас. Пасторот предложи да се запишам на Адвентистичкиот универзитет Сахмуик. Таму ке можеш уште подлабоко да ја проучуваш Библијата и да ја водиш твојата мајка кон вистината, ми рече професорот. Кога почнав да студирам на универзитетот, лутината на мајка ми се намали. Јас ја раскажав за новите работи што ги учев и намерно оставав библиски материјали по целата куќа. Малку по малку почна да ги гледа адвентистичките видеоклипови на YouTube и да ги чита адвентистичките списанија. Со Божја милост дипломирав на универзитетот во 2020 година. Потоа, собирањата на групата на мајка ми се претворија во голем извор на коронавирус и тоа ескалираше во едно од најголемите зарази со корона во цела Кореја. Илјадници луѓе, вклучувајќи ја и мојата мајка, се заразија од короната. Благодарам на Бога, брзо закрепна, меѓутоа низината црква мораше да биде затворена за богослуженијата и беа забранети. Верувам дека Бог ги водеше настаните со цел мајка ми подобро да го запознај Бога. Јас посебно ги сакам Исусовите зборови, бидејќи човечкиот син дојде да го пронајде и спаси загубеното. Лука 19:10 стих. Кога ќе погледам што се случуваше, можам да го видам Божјото провидение, како ме водеше да ги запознам мисионерите и да го сватам учењето на црквата на мојата мајка. СОС означува
Спасение преку Исусовата служба во превод на корејски. Планирам да станам сос-мисионер и за да служам на мојата мајка и на другите луѓе во светот. Овој план е одговор на мојата желба од детството. Со Хи е едно од многуте адвентисти во Јужна Кореја која со цело срце е посветена на мисионството. И затоа му благодарам на Господа за неговото водство и за сите браќа и сестри што се молеа за мене. Еве, тоа беше ова интересно искуство, почитувани гледачи, на ова млада девојка Јанг Со Хи, која на 19 години го запознала Бога. Мајка припаѓала во една друга христијанска заедница, меѓутоа таа сватила дека таму не е комплетно вистината и ете се определила, проучувајќи го Словото, Библијата, таа се запишала на овој адвентистички коледж и подлабоко го запознала Бога, односно Библијата, и станала сос-мисионер, значи евангелизатор, одела од место до место да го проповеда Христа на многу луѓе кои се уште не го познавале. Еве, тоа беше искуството и фала му на Бога што има уште многу млади луѓе кои го предават своето срце уште во младоста на Христа и го следат, но стануваат и негови проповедници. Продолжуваме повторно со песна. Продолжуваме со нашата програма. Почнуваме гледачи, во наредните неколку минути ќе ни зборува пастор Михајло Горев од Скопје. Всушност тој е снимен материјал на тема како да го разбереш неразбирливото. Често пати можеби наидуваме на работи што не може да ги разбереме. Во ова кратка порака Михајло ќе ни зборува на тема да го разбереш неразбирливото. Да ја слушнеме пораката. Уште од древни времења луѓето се обидувале да се ја представат невидливата реалност. Религиозните ставови кон Бога и античките божества биле отелотворени во материјалните слики во форма на слики, статуи и обичаи. Како прототип послужил природниот свет – змии, бикови, лавови, орли и човечки слики. Се тоа требало да илустрира природата и моќта на божествата и да им служи во нивното обожавање. Јудејската вера, а подосни христијанската, ги штити своите следбеници од визуелната слика на Бога. Создавањето и почитувањето на сликите на божеството е осудено како идолопоклонство. Не прави за себе идол, ниту некаква слика на она што е горе на небото, што е долу на земјата и што е во водата под земјата. Запишано е во Излез 20 глава 4 стих. Ведливото и создаденото од човечка рака не може да го офати, ниту да го представи на достоен начин неведливото и несоздаденото. На лицето мое не можеш да го видиш, зашто не може човек да го види лицето мое и да остане жив. Запишано во Излез 33 глава 20 стих. На ваков начин Бог одговора на молбата на Мојсей, кој сака да ја види Божјата слава. Павле исто така е категоричен дека Бог никој од луѓето не го видел, ниту може да го види. Тоа го запишал во 1 Тимотеева 6 глава 16 стих. Тој останува невидлив за нашите очи, недостижен за нашите раце,
незамислив за разумот. И покрај тоа Библијата постојано зборува за него. Всушност, таа известува и сведочи за единствениот вистински Бог. Овде не се работи за неговиот изглед, туку за неговата суштина. Божите постапки ни помагаат да изградиме впечатоци за него. Во практика можеме да судиме за Божиот карактер според она што тој го направил за светот и за човекот. Например, ако внимателно ја погледнеме природата, ја проучуваме неверојатната градба на Божите созданија и се убедуваме да ги дознаеме тајните на животот, ќе бидеме навистина восхитени. Иако генерации научници по Дарвин сугерираат дека создавањето и развојот на животот се должат на природните причини, односно дека тоа е процес на самоорганизирање на материјата, сепак огромен број прашања остануваат неодговорени, а многу процеси и појави остануваат необјаснети. Всушност, дали е разумно да се предпостави дека повеќе сложни форми на живот настанале случајно и дека на уметничките структури на природата не им треба дизајнер? Гледано статистички, тоа е невозможно. Ако го отфрлеме како погрешно, ни останува само една алтернатива. Сваќањето за разумен архитект, создател, дизајнер. Така на крајот сме соочени со два избора. Да веруваме во самоорганизирачки материјал и во слепа случајност, негирајќи ја секоја можност за смисла на животот, или да поверуваме во Бог, на кого му го должиме нашето постоење. Верата во Создателот во никој случај не е лишена од разумот. Иако емпириски е недокажлива, таа е крајно рационална. И навистина, она што е во него невидливо, односно вечната негова сила и божественост, согледливи се уште од создавањето на светот, гледано според неговите дела. Па така тие немаат изговор, ке запише апостол Павле во неговото послание до римјаните во 1 глава, 20 стих. Ако ги следиме Божите отпечатоци и ги наблюдуваме чудесата во природата, нашето чудење од создавањето прераснува во восхит кон Создателот. Авторите во Библијата сведочат: Бог е мудар и моќен, тој е исполнет со љубов и добрина. Ова е искуство на цели народи. Патот на Израел од египетското робство до ветената земја е импресивен пример за Божјата љубов и грижа. Како што пастирот кој се грижи за своето стадо или таткото за своите деца, така Бог се однесува кон својот избран народ. Господ не е безлично суштество, ниту вештачка интелигенција, ниту природен закон. Тој е татко кој има огромна љубов кон своите деца, односно кон сите луѓе. Тој е полн со разбирање и се грижи за сите. Како наш пријател, Бог не прима за свој деца. Не сака повеќе од се и се застапува за нас до крај. Затоа можеме безрезервно да му веруваме со сето свое срце. Овој свет е долина на солци, кај пустат силни ветрови, а јас и ти сме само патници. Преко густи црни облаци, мал зрак на среќа блеснува, но набрзо го снемува. Не се плаши, оди храбро, и во добро, и во зло. Бог те води, знај, во животот. Срце нека се насмее, Божи дар е овој ден. Секој нека препознае во нас Божја љубов живе.
život kako nežno cveće što se rađa i vene i što na kraj od seće ostane. Zato apatniku što stradaš, pogledni se ga na gore, kon domot naš nebesen. Bidi srećen, ponso vera, Isus spasni dovađa, će ne vodi toj vo večnost tam. Srce neka se nasme, Božji dar ovoj den, sekoj neka prepoznaje, vo nas Božja ljubav žive. Mirim dobrom da širime, Isusa da dosledime, zadam vidim celi od svet, vo nas Božja ljubav žive. Pej mu na Isusa, slavi go po sekoj čas, zadam vidim celi svet, deka Božji deca nije smen, po nas Božja ljubav žive, po nas Božja ljubav žive. Измамата на гревот постигнала врв. Биле ставени во движење сите орудија за изопачување на човечките души. Наблюдувајќи го светот, Божиот син ги гледал страдањата и бедата. Со тага, тој видел како луѓето станале жртви на свирепоста на сатаната. Со сочувство ги наблюдувал оние што биле изопачени, уништени и загубени. Тие го избрале владетелот кој како робови ги оковал во вериги за својата кола. Збунети и измамени се движеле во мрачна поворка кон вечна пропаст, кон смрт во која нема надеж во живот, кон ноќ по која нема утро. Орудијата на сатаната се здружиле со луѓето. Телата на човечките суштества, создадени да бидат живеалишта на Бога, станале стан на демоните. Со сетилата, нервите, нагоните и органите на луѓето управувале над природни сили за да ги поттикнат кон прифаќање на најниски страсти. На лицето на луѓето бил втиснат демонски печат. Печат на сатанските легиони со кои луѓето биле обседнати. Таква била сцената што ја наблюдувал откупителот на светот. Каква сцена за безмерната чистота. Гревот станал наука, а порокот посветен дел на религијата. Бунтот пуштил корење длабоко во срцето и непријателството на човекот најсвирепо бил вперено против небото. Пред целата вселена се покажало дека без Бога паднатото човештво
ne može da se podigne. Onaj što go sozdal svetot mora da podari nov element na život i sila. Се враќаме повторно во програма. Почнемо гледачи, поздрав до сите вас кои меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо нашата утринска програма Добро утро, емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Што току слушнавме извадоци од оваа книга, прекрасна книга од Елена Вајт, Копнежот на вековите, што студентот Александар по теологија ни ги чита и ни ги пренесува во секоја емисија. Значи, ако сакате да имате оваа прекрасна книга, слободно напишете ни, ќе ја добиете со попуст, бидејќи ете преко оваа наша утринска програма која порачате, ќе ја добиете со попуст. Прекрасна книга која го опишува Христовиот живот. Овие денови веќе спомнавме со информации оптеретени за она што се случува во Турција, во Сирија, каде што загина неколку илјади луѓе, многу се повредени, многу штета направено на зградите, на становите, на куќите на жителите во тој дел на светот. Меѓутоа, сакам, почитувани гледачи, само да се подсетиме на она што Исус го кажал во Библијата, значи во Свето писмо за времето во което ние денески живееме. Исус рекол во Матеј 24 глава дека ќе се дигне народ против народ, Матеј 24 глава 7 стих, понатаму вели ќе има глад, ќе има и помор и ќе има земјотреси на разни места. Но тоа е само почеток на страдањата. Значи не е крајот на светот, дека утре ќе биде крајот на светот, затоа што се случуваат овие земјотреси, но тоа се алармни звона кои на голема врата ни укажува дека ние се ближиме кон завршницата на оваа историја. Ова книга, Последните настани, е многу интересна и зборува токму за времето во кое ние денес живееме. Еве, во продолжение сакам да ви пренесам неколку извадоци од оваа книга, значи Последните настани или настаните на последно време, кога станува збор за големите градови. Овде има една глава која е наречена Големите градови. Еве што овој писател кажува: покажено ми дека големите градови ќе бидат бојно поле на немири, насилства и злосторства и дека тие зла ќе се умножуваат се до крајот на историјата на оваа земја. Понатаму, страшни удари ќе ја погодат земјата, така што господските палати, подигнати со големи издатоци, сигурно ќе се претварат во купишта урнатини. Крајот е блиско и секој голем град во секој поглед ќе биде свртен наопаку, ќе дојде до немири во секој голем град. Понатаму видов градби во кои се поставени најскапи противпожарни уреди за да се осигураат од уништување, но како што некогаш Содом и Гомор исчезнале во пламенот на Божјата одмазда, така и тие горди згради ќе се претварат во пепел. Тие ласкави споменици, подигнати во чест на човечката големина, ќе бидат соборени во прав дури и пред светот да го снајде последното големо уништување. Има многу овде цитати, сега не сакам сите да ви ги читам, меѓутоа како што се приближуваме кон крајот на историјата на земјата и на други места ќе се случуваат катастрофи слични на она што се случило во Сан Франциско. Тоа, читајте историјата за Сан Франциско, ќе видите, почитувани гледачи, што се случило во минатото со тој град. Сето тоа во мене предизвикува многу сериозно расположение, затоа што знам дека денот на судот е токму пред нас. Судовите кои веќе се излеани служат само како предупредување, но не представуваат и крај на казната што ќе ги снајде расипаните градови. Еве само, значи, тоа е мало подсетување од ова убава книга Настаните за последно време, кои ни го опишуваат она што Библијата го кажала. Читајте 24 глава од Евангелието според Матеја, таму Исус како на дланка се го опишал она што ќе се случува токму пред неговото доаѓање. Затоа не треба тоа да не плаши, но да не предупреди, да се озбилиме духовно и да сватиме дека сите овде сме гости и дека еден ден се ќе биде разрушено. Така вели Библијата.
Но кога ќе дојде Исус, тоа ќе се случи, значи, во целиот свет, но Бог ќе ги евакуира спасените, односно верните, кои му станале верни, Бог ќе ги земе со себе, односно Исус Христос ќе ги понесе со себе на небото и таму, вели Библијата, ќе бидат 1000 години, а после 1000 години ова земја ќе се обнови, Бог ќе создаде нова земја и ново небо и овде спасените, вели апостол Јован во Откровение, градот Јерусалим ќе се спушти и тука ќе се живее вечно, но на ова обновена земја, не на ова војна, на ова земја со војни, со крвопролевање, со земјотреси, со болести, со смрт. Ова ќе помине, вели апостол Јован. Читајте ја 22 глава од Откровение Јованово и секи ни биде јасно дека овде сме гости и дека наскоро Исус ќе дојде. Кога тоа ќе се случи, не го знаеме денот и часот, вели Библијата, но наше да бидеме подготвени. Еве, само за неколку секунди во тој дел во Турција, во Сирија се изгубија и многу илјадници животи згаснаа. Нема втор почеток, нема втора шанса. Секој ден што Господ ни го доделува е дар од Него. И да го преживееме онака како што е Божја волја. Еве, одиме сега со уште една песна, потоа полека ќе одиме кон крајот на ова наша денешна утринска програма. За онај дан на крижу умро си за мене сам. Због моји греха ја то добро знам, зато хвала ти за онај дан. Хвала ти за овај дан, што си ти само ми, што нисам сам. Да ти ме чуваш, ја то добро знам, зато хвала ти за овај дан. Не требам блага, нити празне славе, свега ми тога веќе преко главе. Све што ми треба е тај лепи дан, да будем с тобом радостан. За мене сам, због мојих греха ја то добро знам, зато хвала ти за онај дан. Хвала ти за овај дан, што си ти со мном и што нисам сам. Да ти ме волиш, ја то добро знам, зато хвала ти за овај дан. Не требам блага, нити празне славе, свега ми тога веќе преко главе. Све што ми треба е тај лепи дан, да будем с тобом радостан. Не требам блага, нити празне славе, свега ми тога веќе преко главе. Све што ми треба е тај лепи дан, да будем с тобом радостан. Хвала ти за онај дан, на крижу умро си за мене сам. Због мојих греха ја то добро знам, зато хвала ти за онај дан. Зато хвала ти за овај дан, зато хвала ти за сваки дан. Еве не повторно во програма, почитувани гледачи, вја следите утринската програма на радио Глас на надежта, адвентистичко радио, што емитува својата програма секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Би сакал уште еднаш да ви го покажам и да ви го понудам ова списание, адвентистички
pogled dvobroј, кој излегува повремено, односно еднаш во годината со 2 броја, така да ви го понудувам да го набавите. Ако го немате, пишете ни, ние ќе ви спратиме по пошта или обратите се до најблиската адвентистичка црква, таму каде што вие живеете, може да го набавите по цена од само 90 денари. Изобилува со мноштво информации, со убави библиски теми, со рецепти. Еве ќе ви пренесам неколку здравствени интересни пораки. Например, овде нутриционистот Валентина Глигорова, еве што ни донесува, односно што запишала: чоколади полни со метилаксантин. Многумина ќе рече дека не е толку опасно ако повремено да се изеде нешто штетно. Меѓутоа, таквите се во заблуда и многу грешат. Многу луѓе не се свесни за фактот дека употребата на разни пијалоци и десерти кои содржат метилксантин, како што се кофеинот. Затоа кафе не е добро да се пие, почитувани гледачи, зашто има многу кофеин во себе. Понатаму теобромин и теофилнон се причина за многу физички и физиолошки оштетувања на организмот. Добро е познато дека тие се толку фатални што може да се оштети функцијата на одредени органи или ткива кај човекот. Несаканите ефекти се рефлектираат во хемиската природа на метилксантинот, неговата способност да направи промени во самата клетка. Значи, гледате колку е опасно, дури ја разорува и самата клетка и да се врзе за неа за подолг период. По консумирањето на чоколадо може да дојде до појава на тахикардија, значи изголемување ритмот на срцето, висок тон, несоница, замор, несигурни прсти. Ако некој се навикнал редовно да јаде чоколади, ќе се чувствува поспано и разразливо доколку на време не го добие својот омилен чоколаден десерт. Отпорноста спрема болестите исто така ослабнува. Очигледно, метилаксантинот ја има таа улога да навлезе во клетките, во ткивата на одделни железди, бидејќи се мешаат со нормалната работа како индивидуални енизми, тие действуваат како отрови. Зато во ткивата во одредени железди под влијание на метилксантинот во чоколадата може да се создадат цисти и фрибозни тумори, а особено во дојката кај жените. Ете, сите сакаме да пробаме малку чоколадо, меѓутоа некои стануваат зависни, како што се зависни од кафето, некои се зависни од чоколадото, некои од Кока-кола. Познам луѓе кои не можат без Кока-кола дневно. Тие мора да купат Кока-кола и 1 до 2 чаши да испијат. Меѓутоа, последиците се трајни ако човекот употребува навистина Кока-кола кој содржи високи количини на кофеин. И затоа, ете, ако сте любители на чоколадо, барем намалете го скроз. Или ако пиете кафе, оставите го кафето, има други пијалоци кои може да бидат корисни за нашето тело. Овде има, например, како да се храниме за време на празниците. Имаме доста рецепти овде поставено од Валентина Глигорова, нутриционист од Гевгелија, така да, доколку сте заинтересирани за ова списание, ви го нудиме, побарете го во најблиската адвентистичка црква или пишете ни, а ние ќе ви го испратиме по пошта, да го имате, да читате, има интересни проповеди, интересни пораки и други совети. Еве, почитувани гледачи, тоа беше пораката за погледот, адвентистички поглед, што може да го набавите. А доколку вие сакате да изучувате Библијата по дописен пат, може тоа да го сторите ако на интернет напишете Библијата зборува.мк, значи ако одете во Google и ги напишете овие реченици, Библијата зборува се заедно.мк, ќе влезете во оваа дописна електронска библиска школа. Па еве сега да ја видиме и рекламата за дописната библиска школа Библијата зборува. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора.
На располагање ги имате следниве курсиви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот и на оваа наша денешна утринска програма. Веќе минутите помина предвидени за оваа денешна утринска програма. Ми преостанува да ви посакам секој добро од Господа, да имате благословена работна седмица. Господ нека не води и чува сите нас, а нека ги утеши оние кои ги изгубија своите мили драги во страшниот земјотрес во Турција. Постојно додеме со Господа, што и да се случи, да бидеме на Негова страна. Ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, во петок на исто место и во исто време со почеток во 9 часот, а до тогаш останете со здравје. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме.